Тенденцијата на реконструкција, освежување и комплетно поирисување на фасадите продолжува во општина Кавадарци. Во изминатиот период беше опфатено целокупното градско подрачје и приградско, односно централно. Сега оваа година имаме 22 фасади. Значи на стамбени колективни згради, 22. Сите овие згради се постари од 20, 30, 40, некои 50 години. Воопшто не беа чепнати во делот на фасадното уредување. 19 милиона денари, општина Кавадарци за буџет 21-22 е одобрен, тендериран, две компании го изведуваат целокупното реконструкција на фасадите. Ова од големо значење и за самиот град и за станарите, меѓутоа и за општо и за жителите и за посетителите. Во многу лоша состојба беа нашите колективни згради. Меѓутоа ова ќе биде и пример како треба да изгледаат зградите. Меѓутоа и во иднина да самите станари се грижат за нивните згради, за нивните фасади, така да општина Кавадарци ќе воведе комплетен систем за следење и оврските станарите кои што треба да се ги исполнуваат по однос на колективното домове. Со 22 фасади, мислам дека во општина Кавадарци после 21 година на крај веќе нема да остане фасада во рурирана лоша состојба. Исто овие фасади морам да споменам да кажам дека беа небезбедни за самите пешаци и луѓе кои што движат околу згради, често пати се одронува малтери од нив, поголеми парчиња, така да сега со ова ќе се заштити комплетно. Инвестицијата е целосно на општина Кавадарци. Инвестицијата во основниот дел, значи реконструкција, крпење на фасадите и боирисување на општина Кавадарци, доколку станарите изразат желба или имаат интерес, може да си постават претходно термоизолација. Термоизолацијата си е нивна инвестиција доколку се договорат, со самото тоа што е нека бидува повик и за самите станари, со самото тоа што општината го прави поголемиот дел од трошокот поставување на скелната конструкција, фасадниот дел и крпењето, мислам дека многу мала инвестиција нивна да се дооформат со едно термоефикасна фасада и мислам дека со тоа ќе добијат и заштита и на грејење и ладење, меѓутоа и на подобар квалитет. Инал